Пратениците ќе гласаат за разрешувањето на Зврлевски најдоцна до крајот на оваа недела, дознава телевизија 24 од извори во владата, каде веќе е стигнато позитивното мислење на Советот на јавни обвинители по ова прашање. Зврлевски без коментар за мислењето на Советот, кој вчера со мнозинство гласови го поддржа предлогот на владата за негово разрешување. Според извори на телевизија 24, сите членови на Советот кои беа присутни на вчерашната седница гласале за. Единствено претседателот Петар Аневски бил против, иако тој не сакаше да одговори на новинарски прашања каков бил соодносот на гласовите. Зврлевски во телефонски разговор со нашата екипа не сакаше да одговори на прашањата и ни рече да го побараме подоцна. Молам за еден коментар во врска со вчерашните случаи односно гласање. Ало, се луѓе сум, не можам да зборам, ало. Но веќе при следниот наш обид неговиот мобилен телефон беше недостапен. Деновиве кога се очекува собранието да го разреши Зврлевски од позицијата републички јавен обвинител, дел од медиумите пишуваат дека по неговото заминување без работа ќе останат уште 40 стручни соработници. Според порталот Сведок, тие ќе останат на улица бидејќи Зврлевски во изминативе 3 години не нашол соодветно решение за да го регулира нивниот работен однос. По нивното привремено вработување, обвинителството било должно да подготви подзаконски акти да го дефинира нивниот статус, но Зврлевски успевал против законски од Министерството за финансии да добие дозвола на 6 месеци за продолжување на нивниот ангажман. Пишува порталот. Иако побаравме, се уште не добивме став од обвинителството со кое се уште раководи Зврлевски. Тој останува на функцијата се додека собранието не го разреши. Функцијата веде јавен обвинител ќе ја врши неговиот прв заменик Джелал Бајрами, а за сега се уште не се спомнуваат лица кои би застанале на чело на државното обвинителство. Работата на Зврлевски Аневски пред една недела ја опиша како перфектна. Вчера пак Аневски посочи дека тој бил добар, но не чинеле другите обвинители. Се изразив може во многу суперлатив за обвинителот, а иначе е добар обвинител. То повторно ќе кажам и било секој го дели тоа мислење и мислам дека и мнозинство членови на Советот дека како обвинител е добар. Позитивното мислење Советот уште вчера го достави до владата, откаде пак заедно со предлогот за разрешување треба да бидат испратени до собранието. Оттаму на потек се пратениците на кои им е потребен 61 глас за да го разрешат Зврлевски. Советот уште еднаш ќе треба да се произнесе за кандидатот кој владата ќе го предложи за оваа функција. Според премиерот Зоран Заев, следниот јавен обвинител ќе биде експерт, а не партиско лице. За да можеме да добиеме потписи, мора да бидете повикан.